Dami i gospoda, vašiot umilen domaćin, Saško Kocev. Ете се собравме. Добар дојавте, добра ви вечер. Сите викаат, цело време се труби дека сме имале многу материјал за оваа година. Да, има материјал, ама не е смешно. Не знам за вас. Не е смешно. И одлучивме, штом има толку материјал, одлучивме оваа година награди више да не даваме. Само материјал ќе се тераме. Па и така нема пејач на годината, не може да одбереме хит на годината, не може да одбереме зашто. Па сите пропеа. Некој овде, некој онде, главен бенд на годината ти е се овој. Не може да направиме награда. Да? Што да прави? Али добро, еве, само награди, само стендап ќе си тераме, само ќе си збориме, само материјал и утре ќе си прочитате во весник. Кој земал награда, кој кого спомнал, кој на кого што му кажа. Опа! Ова е оркестрирано што снема. Микрофонот што исклучи. Добро, има батерија? Добро, снема. Нема везе. Добро бе, па батерија за една батерија, она што све снема. Државата снема, ли тоа не е битно? Ми слушај ми го што да. Значи, ќе се прочитате утре у Весник, кој е кого што кажал, некој ќе се прочита на насловна, некој позади, мислам, не дај Боже, од ова што ќе го чуе вечер, али тоа не е битно. Мислам, оној кои весници. И весници, и не верувам више на никој, и тие што ги има, нема ни весници, нема ни весници, не верувам ни на весници, на никој не верувам. Од тоа што иде на телевизија, верувам само на Метео 5. Значи, Метео 5 што ќе каже утре како да знам како да се облечам и тоа. Али ова со промената на името Метео 5 најмногу го изедоа. Замисли кога ќе почне. Ќе дува северен ветар во северна Македонија. Кога ќе има кај нас Куманово, Скопје, те толкова дува ветар, он зима боловање, не може да најави. И затоа си као да најавува МПЦ, господин, све по дупло му е, разбира. Значи, северен ветар кога има не е тука. Али добро, одлучивме ова година, што ми има толку многу материјал, да даваме само една награда ќе доделиме. Нобелова награда. Тие глајле. И сакам да прашам, добро бе, како може да направите толку глупости у еден ден, бе? Не, јас знам. Многу рано станувате, бе. Што стануваш толку рано, бе? Седи, бе, спи до 12, бе, животот е пред тебе, бе, одмаре, бе. Плюс, ке уштедиш пари за доручек. Тоа ти е данска штедња, разбира. У Данска така што спи, бе, оживе, бе, што се малтретира, да се они порано да се стане, да се направи. У колку станувате, бе, викам, бе? У 6 станува за да стигне у 9 на работа. Не у 6, у 5 станува. Не, па они порано стануваат од овие од утринска програма. Па тие, не, па они прво на утринска програма се јавува, па после, ало исклучате, добар ден, во програма се, добро утро, да. Да, сиротите од утринска програма. Исклучате го телевизорот. Да, во програма сте, да, исклучете го телевизорот, фала, да. И кога ќе тргнат од Сабале, кога ќе се соберат таму на работа, гужва, затоа извади оградата, не може една капија да влезат. Извади оградата, може да се влезе. Па кога ќе влезат натре, кога ќе почнат, они до 12 се поздравуваат. Кај си баџо, кај си тето, брат, кај си. Па ја не знам како се собираат за состанок, бе, толку многу луѓе. Како го наоѓа на состанок, заменик на советник. Па советник на заменикот, да не случајно не знае каде да се замени. Па кога ќе ваѓа на разнос, тој се моли да се јави овде кај канцеларија да дојде.
како у маркет. Се моли Цеце да се јави на главна каса. Ти од маркет ми се циркуси, вајда така ги вработуваат. Ај прочитај го ова, молим те. Се моли Цеца да се јави на главна каса. Не го читаш убаво. Колешка постара доаѓа, тетка. Дојде вам, прочитај го. Се моли Цеца од пињара да се јави на главна каса. Така и они се викат, вајда. Се моли Амди од пиљара да се јави на главна тезга. Се моли Павле од Бои Лакови да се јави на главна вага. Се моли Радмила да не се јавува во прес-сала. Се моли Драги од финансии да се јави на главна каса. Добро, он пошто е на главна каса, вајда би било. Се моли Драги од главна каса да се јави на главна каса. Се врти у круг, не може да најде кај. Пошто тука е човек. Се моли Мира да се јави на главна бензинска. Се молат сите роднини да се јават во антикорупцијска. Се моли диджејот Минџушев да ја пушта Love Me Tender. И нека име со среќа брако на младоженците. И се собирате, ке се собират. Што глупости да направиме денес? Сакате ли да им ги смениме знамињата? Нема дали ги познаат, а? Па тој ненаспан ги ставил знамињата човекот, опет станал за да иде на работа. Нормално ќе ги смени знамињата. Али добро, тоа не е ни битно, стигнавме до овде, имам еден многу важен момент. Ве молам, тука, кај вас под седиштата, на седиштата, негде се наоѓаат едни маски, заштитни маски, проверете, ве молам. Сакам да направиме една историска фотографија. Дали се тука, дали ги најдовте? На седиште, под седиште, ве молам. А додека вие ги наоѓате, ги поканувам сите фотографи за овие 22 години кои што вас ве фотографирале да се појават на сцена. Да. И ние нивки ги сликаме тие вас. Ова е историска фотографија. Зошто? Па сега сме најзагаден град, до година може нема да сме. Ставете ги маските. Ова е, види каква фотографија. Добре дојдовте на летот на Златна бубамара на популарноста. Ете така. Сликайте и вие навака да видат фотографите како е. Добри сме. Фала ви дечки многу. Да ги поздравиме со еден аплауз и нив. Ве молам да ги вратите маските назад. Кој се плашеше да ја стави слободно, стави, абе, не е со поминат рок, што ти е тебе? Абе, декларацијата е стара, измешана. Абе, ја на внука ми да доставаше маска ваква. Не се секира што ти е, ич галја да немаш. Да, ајде сега ве молам, малце да се зближиме. Значи вака, замижете, затворите ги очите. Масирете го тој пред вас. Тропајте малку со нозете, као нема многу да трае бубамара, нема многу да трае, нема да е 5 сати, масирете го. Ете така, кој сака, знам, многу е тешко да погодиш кој ќе биде пред тебе, кој ќе биде позади тебе, но некој така си го бара, некој барал да има некој опасен пред себе, али некој и позади себе. И да знаете, многу е тешко да се наместат картите за Златна бубамара. Да, зашто тоа е како на свадба кога ги средуваш гостите. Значи, кој со кого не збори, кој на кого му дужи пари, па цело време ние ги разместуваме леодес. И да знаете дека оваа година најтешко беше за картите. Зошто? Ке ги даеш картите, не знам кого ќе соберат. Ке има ли пресуда, ке го однесат ли, ке излезе ли, ке дојде ли, ќе му дам карти, нема да дојде. Таму ли е, ке му ги дадат ли на капија картите. Абе ние кога бара некој карти, ние анамнеза му зимаме. Имаш ли швалер како со кој идеш овака, што правиш ово, може ке дојде ке го соберат од сред бубамара. Ви го прашувам, има ли против те? Абе, за главниот на државава, за шефот, за премиерот немаше карти. И ми се, ало, дека си бе, Саш? Тука сам бе, викам. Зашто се јавувате, викам, господи? За карти. Викам, немој да ми кажете дека ви фалат 81. 81 карта? Не, вика, обезбедени се, 8 ми фалат.
За 8 викам нема проблем, што се секирате, за 8 карти ќе ги средиме так. Сега около 5 минути. Може ли 2 за брат ми? И брат ма вика, 2 карти сакам јас од Сабале. Ајде 2 карти. Оп, за 5 минути се... А може ли 2 карти за уште некоја за црквата? Па се води се, добре, чедо Боже. Викам, да, повелете. Абе, види, они не сакале, не вела било да зимаат на пар. Не било за живи на пар. Викам, колку карти сакате? Абе, вика, 1 квадрат од МПЦ, викам. Шо викам, 1 квадрат колку собира карти, толку карти да не даде. Абе, викам, да не е многу. Викам, кај да ви ги донесам? 2, 3 карти. Добро, викам, аре, 3 карти, Свето Тројство, 3 карти. Кај да ви ги донесам? Вика, на паркингот, тука Карши Холидей Ин, донеси ни ги, молим те. Тука имам човек, ќе ги подигне. Не е битно, тука идам ја картите ќе носам. И 1 карта ни остана. 1 карта. Што да правам јас со таа распорт карта? 1 карта вишек ми остана, не може да ја најдеме кај. Дупка, зашто? Па да има дупка тука, да се ситат сите, абе не им се продаваат картите. И ја најдовме едната карта, знаеш кај? У Будимпешта. Како ја пренесе преко граница таа карта, бе. Па ја разбираме, па не е тоа 700.000 евра у шиша да ги ставиш да ги пренесе преко граница. Ода карта од Бубамара, сите ќе те видат, ќе те пријават на оваква. Отиде, па ние пратиме луѓе да ја земат. Они му викаме, како шмееш, како шмош, ајде ја шмеат, вум, и избега со карта. И ене дупкам дека стои, види празно место. Гледај. Па дупки да имаме? Дупки да има публика. Па ако има дупки у публика, ја па што, ќе ги отворам вратите, сите што немаат карта нека влезат. Ене, имам човек на врата, отвара врати како сака отвара врати. Ене го крстен на врата, ене го одма да му, ја одма ги отвори. Нека се напони дупки ли да има. Он ти е махер за врати, он е најбољи човек за врати, бе. Ти не сте видели така. Он од Битола, знаеш како да беше од Битола, знаеш како го вика? Крсте Просперата. Па он кога отишел у Холандија, она црвените фенери улицата што е. И една проститутка тука, она нели се нуди на оваква на излоко се нуди, он само тропнал на стаклото. Тк. Колку? И она рекла 100. 100? Ама ова дупло, мамо. Значи многу беше тешко за картите, само да знаат. Али добра, сите се буна дека картата била скапа и сите некакви има тука, како се вика, коментари за Бубамара дека била ваква или онаква. Викам, тоа е исто како за општеството. Првиот коментар е многу траела. Да, ама ќе заврши. Ова никад нема да заврши. После коментарите се, оваа година не можат полошо. Да видиш дека до година ќе сме полоши. И, абе, све едни исти луѓе. Да, знам, гледам. Само да ви кажам, додека дишам, и додека... Не, да ви кажам јас. Додека дишам, овој воздух додека го дишам, јас ке се борам картата да биде 500 денари и јас ке ја водам Бубамара. Убијте ме! И после Ранко рече, молим те да не правиме реалити шоу сега од картиве, пошто сите си дојдовте, кој со крсто на чело, кој со Господ напред, сите си дојдовте. Добре дојдовте на Златна Бубамара на популярноста 2019 година. Одиме се напади. Знам дека сте многу возбудени. Мене ми припадна честа да ја доделам првата награда. Тоест, не првата награда Бубамара, првата од моја страна. За музичко откритие на 2018 година. Верувам дека сите гласно ќе аплаудирате за еден бенд кој што се чудев на радио, звучеше не македонски, звучеше толку автентичен. И се уште е. Ве молам, огромен аплауз за музичко откритие на годината. Дупер! Здраво, здраво! Фала ви, многу сме возбудени. Да, до сега ја гледавме Бубамара на телевизија и на YouTube, али сега ќе ја гледаме од тука.
Мора да се заблагодариме на мама и на тато. И на бата и на дада. И на бато и на дада. Да не бе они, немаше ништо да направиме. А за Томи и за Драги, Мартина сака да ви спомене нешто? Сакам да се заблагодарам на сите оние соработници кои што ни помогнале да реализираме се она што го имаме замислено. Тоа се Томи Акимовски, Драги Иванов, Ангел Кјосев, Дејан Момировски и секако Авалон. И следна година идаме за песна на годината. Фала ви многу. Ви честитам на наградата. Следната награда е за една детска ТВ серија. Знаете дека никакви барикади не можат да ги стопираат децата, тоест актерите никој не може да ги заштити, затоа што тоа е таква љубов, таква енергија, таков ентузијазам кај нив и таква љубов кај децата, кога ќе ги видат каде и да настапуваат, освен тоа што се на телевизија. Ги поканувам на сцена да ја подигнат наградата за најпопуларна детска ТВ серија за 2018 година 5 плюс фамилија. Во едно градче, во котлина збрано, во каче топло, во кебенце старо. Од мајка Буба, Петроније татко, се роди куче, необично ретко. Му дадоа име Брзотрчковски Петко. Ќе ве замолам аплауз за екипава која е тука, тие се главните луѓе кои изминативе 12 години, едноставно мислам дека растиме генерации на родители и на деца. Фала ви многу. Драги возрастни, дали сте се уште деца? Ако сте се уште деца, викнете гласно јухи, јухи, јеј! И јас само како Лина ќе додадам дека децата кои што растат со 5 плюс фамилија, кога имаме деца што растат со 5 плюс фамилија, Македонија нема зошто да се грижи за својата иднина. Ви благодарам. Се обратија дел од актерската екипа и продуцентот на детската ТВ серија 5 плюс фамилија. Јас одам со следната награда да доделиме за најдобра, најпопуларна балетска представа за изминатата, ти благодарам, ова се девојките од Црнокрак, за балетската представа за 2018 година, тоа е Ана Каренина во македонската опера и балет. Се приближува доајенот на МОП, господја Олга Панго. Само да видим уште кој е тоа, не гледам од рефлекторите. Добро вечер на сите. Многу сум среќна и возбудена секако што годинава балетот при МОП, односно балетската представа на Каренина ја доби токму оваа златна бубамара на популарноста. Сакам да се заблагодарам на организаторите на Златна бубамара и на Ранко особено, што ни ја доделија оваа награда. Представата е навистина преубава, не сум пристрасна, мислам е представа со сите атрибути, почнувајќи од брилијантниот тим кој што работеше на неа. Тоа е кореографот Лео Муич, костимографот Александар Ношпал, адаптација на сцената на Михајло и Сашо, светло дизајнот на Милчо Александров и дизајнот на видео Емил Петров. Секако прекрасните првенци, балетски солисти и целиот ансамбл
на балетот при Македонското опера и балет, на чело со Мими Попалексова, како Ана Каринина, Бобан Ковачевски, како Гроф од Вронски, Васил Чичијасвили како Каренин, Марија Кичевска како Кити, сите други истакнати солисти и целиот ансамбл со мене се овдека дел од подмладокот на македонскиот балет, тоа е Христина Накевска, што утре ќе игра улогата на Кити, Мирослав Митрашиновиќ кој што го игра Стива и Грофот Серпоховски, Ендру Кук. Од името на македонскиот балет, на македонската опера и балет, од директорот Васо Ристов, се заблагодарувам уште еднаш и ве поканувам, драга публико, утре вечер на 22 да дојдете во Македонската опера и балет и да ја погледнете оваа маестрална представа. А ние одиме понатака, уживајте со Дупер. Сите. Не. Сум.
не сум твој тип, не јас не. Сум, не сум твој тип, не јас не. Сум, не сум твој тип. Не сум твој тип, не сум твој тип, не сум твој тип. Не сум, не сум твој тип, не јас не. 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 Фала ви. Тоа беа Дупер, а ние продолжуваме понатаму. Бидејќи нели се направија многу работи оваа година, се измисли, да не ги кажам какви, се измисли и фонд за иновации. Нели, за да можеш да аплицираш таму. И ние решивме како тим на Златна бубамара на популарноста и ние да аплицираме со еден изум. Овој изум овде, сега ќе направиме едно тест седење, ве молам да го поздравиме, се вика Смарт Кант. Ово е Смарт Кант, сега ќе го видите. Ова е една фотелја, кој сака може и од страна да ја види како изгледа. Како изгледа? Гледаш, ова е една фотелја, која што е направена на принципот ја ли зборам канта ли тропа. Базирана е на таа платформа, види колку е убава, нарачани се 120 нови. Ова е една фотелја, една мултифункционална фотелја. Да, и еве, гледате како изгледа? Гледај каква кожа има. Телешка. Да, види каква телешка. Знаеш колку е тазе ова, нема ти запоти гъс ова. Не ме кабе гъзот го спотивме, не. Кога ќе седнете, ај станете, дојде главниот, стана, седнете, чуф. Такаш, овде, ова е телешка кожа, толку е тазе што кравата уште мука по телето. Уште мука кравата го бара, толку се таза направен. И гледаш како е обтегнато. Например, не е сгужвана, да кажеш, олабавена, и ако кивнеш да ја увлечеш унутра кожата, разбереш. Или нешто ако треба да се гласа за нешто многу битно и ќе ти се стегнат мускулите и ќе увлечеш кожата и после можеш да станеш со се фотелјата, разбереш. Не. Ова види. И ова вдека душечето е мемори, како се вика, мемори гъс. Ти го памти гъзот. Може после 15 години да дојдеш да твојот гъс се мести, разбереш. Има и капак позади, си го ставаш капакот. Зошто е овој капак ставен? За да не може никој да ти види за кого гласаш, кога ги сликаш ноктите, кога сликаш напред, кога гласаш. Никој да... Или ако играш некоја игрица, па да ти види некој што игрица играш. Па како бе да ме видиш што игрица играм? Јас сум стигнал до главниот, да ме види како сум го поминал главниот. Значи овака, така. И кога ќе отвориш, внатре е музичка кутија. Свири Остани џубре до краја, иде песната. Да? Остани џубре до краја, иде. Исто свири и Воларе Кантаре. Исто и таа свири. Пластична, ништо не спроведува, значи струја не спроведува, ништо не спроведува. Ни закони, ни амандмани, ни референдуми, ништо не спроведува. Зашто има канта позади? Па гласаш, запишуваш и си го фрлаш позади. Према селјачина да ми фрла тука сегде. Позади си имаш канта, си го рециклира ѓубрето. Истото ѓубре тука си стои, разбираш. Овака, за тоа е така направена. Ете, тоа е, може и на дизел да работи. Да. Елем нема да имаат никаков трошок, збора дека елем се вработувале вака или онака. Абе, тоа е нивна фамилијарна работа, тоа мене не ме интересира. Тоа си е, разбираш, даш.
Сега имаме исто во план да правиме и табуретки за заменици, знаеш малечки, троношчиња за заменици и исто има смарт чучавец, исто треба да се прави. Тој чучавец ќе биде за сече употреба, за секаква, ќе се вика Ерга Гомнес. Што е добар чучавец. Да. А за странство тој што ќе го извезуваме ќе се вика Бегаш Гомнес. Така се направени. И, значи, сите треба да ги употребуваме за да се направи, само вака ќе се направи таа кантонизација. Само вака може да се кантонизираме. Сите се плашат. Абе, што е кантонизација? Еве што ти е кантонизација? Секој да си брца у свој контейнер. И што си фрлил позади тебе, ќе си најдеш пред себе. Тоа е тоа. И доколку се јавите во наредните 5 минути, ова не е се, добивате железни опинци. Да. Многу се добри. Тие се, значи, многу се добри, зашто напред, они се ХТЗ опрема, разбираш? Они се метални, например, ти падне нешто, не може да те гази никој на нога, жена ти на гостија те гази под маса, разбираш? Или некој те гази да потпиш, не може никој да те сгазне, не осеќаш ништо, немаш гајле. Тоа е добро. Сите ги викат, Скопје, тешки опинци те газат. Ама мунвок, знаеш како ќе го правиш? Да. И многу е добро за тоа и многу е добро за ослабнување, пошто се тешки и знаеш повише калории трошиш. Можеш да джогираш со нив. Да, тоа е како оној виц што го прашале тој брат како ослабна бе. Абе вика си купив едни опинци 500 евра и сега немам леп да јадам. Значи али ова кога ги нарачате ги добивате без пари. Многу е добро мобилен ако ти падне, само подмествуваш нога и пошто они се вака, знаеш како имате, како ти паѓа мобилното и можеш ти се враќа во рака, не можеш да го скршиш, исто е добро. И не само метал, ќе ги користиме во разни бои, сребро може да се премачка, може и златни да биднат, ако нема доволно материјали, затоа се отвара рудникот во Иловица да имаме доволно материјали да се напрати опинци. А ние одиме понатака со следните награди. Моја особена чест е да најавам една моја драга колешка со златна коса, златен глас и златен талент. Често ја делиме сцената на Македонскиот народен театар, а со нејзина сцена ќе го видиме основачот и член, долгогодишен член на најпознатиот балкански рок бенд. Ги поканувам на сцена актерката Нина Дејан и Џуле Ван Гог. Не знам. Ајде да видиме. Дамите имаат предност? Дами имаат предност. Изволи. Инаку, како дете, многу, како помала, мислам тинејџерка, да ме прашаше некој дали овој момент ќе се случи, ќе речев нема шанси, пошто огромен фан сум на Ван Гог, иначе. Така да, универзумот си работи. Епа вака, јас имам голема чест вечерва да додавам златна бубамара на популарноста на еден млад, убав господин, кој што е вонсериски талент, на кого што му се отвараат вратите концертните сали во светот, а кај нас во Македонската филхармонија одржа со неговите колеги прекрасен незаборавен концерт. Му ја доделувам наградата Златна бубамара на популарноста за маестро на годината на Дино и Мери. Почитувани гости, пријатели, дозволете ми оваа прилика да искористам, да се заблагодарам прво на Ранко и Радио Бубамара, не само за доделувањето на оваа награда, со што на еден начин се препознава и мојата работа, туку и затоа што непосредно пред мојот јубилеен концерт, во најатрактивните термини на своето радио, Радио Бубамара, одеше класична музика. Затоа му честитам, благодарам и пожелувам и другите медиуми да го следат тој пример. Понатаму, накратко би сакал да се заблагодарам на сите мои професионални соработници, и домашни и меѓународни, особено на Баги комуникации, цела екипа на Баги комуникации, на чело со Владимир Мандичевски. Секако,
морам да ги споменам и сите оние кои што да ги немав, немаше да се случуваат вакви и уште многу други прекрасни моменти вредни за живење и за паметење. Најпрво секако мојата сопруга Диана, која што не само ми е несебична поддршка, туку исто така и голем советник, како еден од најперспективните млади диригенти во Македонија. Моето семејство, мојата мајка, мојот брат, фамилија Илковски, сите мои пријатели и на крај дозволете ми да ја посветам оваа награда на мојот идол, на мојот пример во животот, човекот кој што ми го одржа првиот од многуте часови по музика, тоа е мојот татко Дамир Имери. Ви благодарам. Јас спремив една музичка точка за вас вечерва, меѓутоа нема да најавам што е, ќе ве оставам сами да погодите, бидејќи мислам дека знаете. Ви благодарам. Poštovana publiko, dobroveče. Velika čast i veliko zadovoljstvo mi je da sam u Makedoniji, da sam u Skoplju. Po drugi put na ovoj tradicionalnoj najvećoj manifestaciji Zlatna bubamara. Kao i uvek, gostoprimstvo je na nivou, snimam zagrade grupe Van Gogh i delim sa vama zadovoljstvo novog albuma koji smo izdali pre par dana i koji se zove More bez obala i koji smo poklonili publici u celoj Makedoniji da zajedno u zagrljaju muzike proslavimo godine koje su pred nama. Pozdravite velikim aplauzom mlade talente koji nastupaju na ovoj bini i one koji su svojim iskustvom ostavili dubok trag umetnosti. Velika čast mi je da sedim pored maestra zbog koga sam i ušao između ostalog u svet muzike i stavio gitaru na rame. Smanjite ovu muziku, molim vas. Hvala. Jedan veliki aplauz za čoveka zbog koga sam i ušao u svet muzike, stajao ispod prozora i slušao kako on to svira u ulici do moje u Beogradu. Hvala mu na svemu. Aplauz za Vlatka Stefanovskog. Dubok trag u muzici, dubok trag u našim srcima, ali fantastična situacija da se ti, dragi Vlatko, kroz vreme ne menjaš, snimaš fantastične albume, fantastične pesme. Ja sam krenuo uz tvoju muziku, a ono što me večeras naježilo, to je da do tebe sedi tvoj fantastičan sin Jan, sa kojim sviraš večeras. Aplauz za mlade snage. Pozivam na scenu muzičkog producenta, kompozitora i dirigenta u Makedonskoj filharmoniji, koji nam je ove godine zajedno sa Makedonskom filharmonijom priredio pravi muzički spektakl u Skoplju i Beogradu, sa najvećom afričkom zvezdom Femi Kuti, o kome se još priča i o Femiju i o spektaklu. Ove godine on je nastupao na 3 kontinenta sa svetskim DJ-evima Derikom Mayom, Juanom Atkinsom i mnogim drugim i kao na svim dobrim muzičkim spektaklima, kao i na nezaboravnom koncertu pre nekoliko godina u Ohridu, ostavio dubok trag. Bubamara, je li ovo tvoje? Nije. Bubamara dodeljuje nagradu za internacionalni uspeh maestru Džija Neminu. Добро вечер, ви благодарам на сите, посебно на Ранко за оваа награда. И како што е ред, нели треба сите да се заблагодариме за, мислам, сите нели се заблагодаруваат. Им благодарам на Македонската филхармонија со целиот симфониски оркестар, со административниот тим и целиот програмски тим со кој што правиме разноразни концепти, меѓу кои овој Феми Кути и уште многу други кои што ги спомна господинот брат Джуле
И многу сум среќен дека оваа награда ја добив. Сакам да се заблагодарам на моето семејство што ме трпи долги години, додека ја можам да се занесувам ова што го правам. И се заблагодарувам на мајка ми што ме роди, татко ми што ме направи и си се заблагодарувам сам на себе си. Фала. Сега можеме да го слушнеме настапот на Дино и Мери. Повели. Диши длабоко, чист воздух во етерот. Земи воздух на 105,2 FM. Радио Бубамара. Broj 1 Skopsko